Истражувањето покажуваат дека лажните тврдења се шират побрзо за разлика од вистинитите, па дури во оние случаи кога темата е иста. Во свет преплавен со информации, луѓето кои шират дезинформации полесно го привлекуваат нашето внимание. Еден испробан и проверен начин на кој го прават тоа е преку нашите емоции. Да разгледаме еден пример. На Facebook беше споделено видео во кое се тврди дека вакцините содржат состојки кои се опасни за луѓето, а кај децата предизвикуваат аутизам. Иако проверувачите на факти оваа објава ја оцениле како невистина, а самите тврдења не биле подкрепени со никакви докази и научни истражувања, според бројот на реакциите и содржината на коментарите, може да видиме дека таа кај читателите веднаш предизвикала емоционални реакции како што се страв, гнев, тага, немоќ и недоверба. Фактот дека дезинформациите се создадени да манипулираат со нашите емоции ја нагласува клучната потреба внимателно да се чита и критички да се оцени содржината што се среќава на социјалните мрежи. Ова ни помага да не се најдеме во ситуација кога нашиот мозок ќе действува без прво да ги провери фактите. Затоа, кога ќе видиме наслов на вест кој е емотивно впечатлив, ни прави да се плашиме или лутиме, да бидеме премногу весели или тажни, треба да запомниме дека тоа се алатки што се користат за да го привлечат нашето внимание. Дезинформациите се создаваат со цел да ни предизвикаат силна емоционална реакција и наместо да размислиме, да не наведат да веруваме и да споделуваме тврдења кои се погрешни или едноставно невистинити. Еден од начините да се заштитиме е со развивање на критичкото размислување, осигурувајќи се дека нашите реакции се заснуваат на внимателно испитување на фактите наместо на импулсивни одговори.